Јудиме со еден навистина ексклузивен миг. Сите го споделивме, заради тоа што беше навистина многу инспиративно. Едно бисерно грло доаѓа од Босна и Херцеговина, од Сребреник. Јасмин Брашнич и Ајдин Османовиќ ги имаме онлайн, но пред тоа да видиме за што станува збор и што не инспирираше како утринска нателма да се обидеме, да стапиме во контакт со професорот Јасмин Брашнич, а малиот Ајдин Османовиќ ја изведе Јаномори. Кога сите заедно ќе уживаме, еве и овој пат уште еднаш, мојата керка се вика Јана и јас сум некако емотивно врзана за оваа песна. Уште од сега знам дека не сакам да биде дел од незината свадба, ами има уште многу време. Но им велам добар ден на Јасмин Брашнич и Ајдин Османовиќ. Тие се од Сребреник. Чао! Да. Чао, добар дан вама и наравно добар дан свим вашим гледателјима. Да. Сега, ќе им се извинам секако на сите гледачи заради мојот српски. Одамна тоа беше кога сите заедно учевме српско-хрватски, па можеби некој падеж ќе биде каде што не треба. Ајде прво прашањето на македонски, а потоа и на српски. Јасмин, првото прашање е до вас, прочитав неколку ваши интервјуа, велите дека се избрале музиката, бидејќи светот на музиката е волшебен. Ајде сега одиме и со српски. Свет музика е чаробни свет. Тој е ваш одговор на питање зашто сте избрали музику. Jel se čujemo? Jasmin? Malo je prekidala veza, ali u biti čuli smo osnovno. Da. Znači da, kao što ste kazali, znači svijet muzike je čarobni svijet muzike i naprosto muzika je jedina umjetnost koja zapravo na neki način kod čovjeka može potaknuti emocije. I ako bismo, znači, iz te perspektive posmatrali stvari, vjerujte mi da je Ajdin Bogom dan dječak, da Bogom nadaren dječak, znači da jednostavno kod ljudi probudi sve te pozitivne emocije. Da.
Сега само кусо за гледачите, оние кои што можеби не разбрам, мислам дека и малку се такви, но нели дека е тоа волшебен свет и дека кога имате едно вакво дете како што седи ова дете до него, тогаш е навистина приказната некаде затворена, ова е некаков препев на сето она што го кажа Јасмин. Јасмин, кога некој вашата работа ја верификува на овој начин, како се чувствува професорот, еви на српски, ако не се разбираме, када ваш рад некој на овој начин доживе и верификуе, како се осеќа онда професор? Pa naravno da imponuje čovjeku kada je li neko poput vas, koji ste tako veliki, znači mislim na vašu televizijsku kuću koja je po mojim saznanjima jedna od najgledanijih u Makedoniji, prepozna ovo što mi radimo i naravno da mi je drago i da sam ponosan, a radosnim me čini i činjenica ta da stanovnici Sjeverne Makedonije, ali bar ono što smo uspjeli mi propratiti kroz naš Facebook profil, zaista upućuju velike i jako pozitivne komentare na Aidinovo pjevanje. I ja nekako sam poseban na činjenicu, znači osim toga što ljudi primijete da ovo što radimo je dobro, da ljudi u određenim momentima Aidina čak nazivaju, kako ste vi u samom startu kazali, biserno grlo i on to zaista jeste, ali ono što me fascinira jeste da ga porede ili poređuju, mada je to teško, Aidin je još mali, sa vašim velikim, neprikosnovenim i nažalost on je na boljem svijetu, lošom presjeću. Така е, да. Да, тоа беше објава и на некој од нашите сајтови и само нели да им собратам и на оние кои што се заедно со Телма можеби и не разбраа до крај. Јасмин Брашнич нели во одговор на прашањето како се чувствува професорот кога на овој начин ќе се верификува сета негова работа, вели дека нели е особено горд на тоа што луѓето овде во Македонија го почувствувале сето тоа и дека навистина му представува задоволство што толку многу имаше прегледи, не само прегледи, туку и споделувања на убавата Јаномори на социјалните медиуми секако. И сега, кога станува збор за нели младиот Аидин, тој има само тој е 600 оделенија, така некаде тоа се отприлика колку 11 години. Јасмин? Da. Aidin da. Аидин има 11 година. Само 11 Само godina 11 година. Da. Да. Значи, одиме сега со прашањето за Аидин. Нели Аидин, вие сте 600 оделенија, а вака лесно ја пеете Јаномори или ајде на српски. Аидин, видите у 6-ти разред основна школа, е лако онако пјевати Јаномори? Makedonske pjesme su jako kvalitetne i meni su također i drage, ali podjednako volim kao i naše pjesme Srdaline. Јаномори je meni jedna od najdražih makedonskih pjesama i ja i moj profesor smo je snimili i objavili i nadam se da vam se svidjelo. Meni je bilo lagano otpjevati pjesmu Јаномори. Супер, да. Мислам дека ова веќе сите го разбравме, значи дека најмногу од песните на македонски му се допаѓа ова. Јаномори, една од можеби најтешките за изведување песни, но јас му реков и на Јасмин во оној разговор пред овој, нели дека за мене Аидин, иако немам никаква голема музичка наобразба, но еве, како човек кој што сака музика, му реков дека тоа е можеби новото бисерно грло кое што ни доаѓа и се договоривме дека ќе следува некоја регионална кариера, ама до крај на овој разговор ќе се обидеме и за неа да помуабетиме. Уште едно прашање само за Аидин. Аидин, што е она прво на македонски, што е она најважното кое ви го кажа вашиот професор во однос на музиката? Па одиме сега на српски. Ајде, šta je ono najvažnije koje vam je rekao vaš profesor u odnosu muzike? Ono najvažnije što mi je moj profesor rekao u odnosu na muziku je da sam ja nadaren i da on u meni vidi pravu regionalnu zvijezdu. I također mi je rekao da ne smije biti pjevač robot, nego svaku riječ koju otpjevam da u nju unesem emocije.
Да. И верувам дека и ова добро го разбравме, значи дека не треба да се биде пеач робот, туку треба во сето тоа пеење да се внесува емоција. Кога сме кај емоциите, кога сме кај солзите, тогаш знам едно, дека многу луѓе со кои што се чув, слушајќи она изведба на Ајдин на Јано Мори, рекоа и не прекинуваме да плачеме и повторно плачање на секоја ново погледнување на ова негова Јано Мори. Тој на вистина со голема емоција го направи се во ова и затоа следното прашање за неговиот професор е прво колку години сте му професор на Ајдин, значи за колку време се создаде овој неговиот талент излезе некако на виделина или ајде ако ви е нели полесно, колико година сте професор Ајдину, Јасмина? Pa Ajdina ja poznajem još od prvog razreda osnovne škole, znači obzirom da sam mu ja predmetni nastavnik na predmetu muzička kultura, znači meni je došao tek u prošloj školskoj godini i ono što moram istaći, ja sam za svoj nekakav dugogodišnji rad upoznao jako puno mladih ljudi i radio sa jako puno talentiranih ljudi, ali Ajdin je, kako bih rekao, dječak koji na jedan prirodan i sasvim lagan način pjeva najzahtjevnije, znači pjesme, posebnu emociju, ono što sam ja primijetio kod njega jeste izražava u makedonskim pjesmama i naravno nije to sasvim slučajno kada Bog da dar. Naravno, Ajdin osjeti sve to o čemu pjesma govori i on to na jedan najljepši način izražava. Ono što je fantastično kod Ajdina jeste da on, čini mi se, nekako potpuno razumije suptilnu nit makedonske muzike koja ostavlja prostor jednostavno za njegovo melodijsko kretanje koje on sa veoma velikom lakoćom savladava. Така. Јас ќе се обидам сега за нашите гледачи само дел од ова, нели, да парафразирам она што го кажавте, значи дека го познава професорот Брашнис твојот ученик уште од прво оделение, заради тоа што му е и наставник по музичко и дека некаде и од почеток го видел неговиот талент, особено на Ајдин му се допаѓаат македонските народни песни и со голема леснотија влегува во нивното создавање и интерпретирање. Само ќе се усврнам на муабетот дека, нели, иако нели, може би уште малку солзи ќе најдодат, ама кога станува збор за нашиот Тоша Проевски, беше тој човек кој што секогаш пееше. Нели, и само кога беше дел од интервјуата, веројатно само тогаш не беше ни песна кажаното. Па прашувам, Јасмин, може би и Ајдин е оној кој што ни песна ги кажува работите или пее во ни целиот ден? Je li Ajdin onaj koji pjesmom sve rešava i Da, vjerujte mi da me toliko me posjeća na Tošeta u kontekstu stručnog posmatranja, znači njegove fiziomije tijela i svega onoga što Ajdina čini ovakvim kakvim jeste. Znači dječak kojem je dragi Bog dao i sve predispozicije, znači glasovne mogućnosti, rekao bih to žargonom, jeli, svakodnevnim, jako kvalitetna i velika pluća koja, znači, na koja bi mu pozavidili i neki veliki profesionalni pjevači i ponavljam, vjerujte da za ovoliko godina koliko se ja bavim muzikom, ovako mladog i nadarenog čovjeka ja nisam upoznao i ja želim i nastojat ću svim silama i naravno hvala vama što nam pomažete da u našem cilju da Ajdin postane jedna regionalna zvijezda. On to sigurno može i sigurno zasluži. Така е, да. Еве, само да се обидам, нели, сега од сето она, да го сручиме ова во само една реченица, дека, нели, особено е среќен што Ајдин има големи плуќа, големи бели дробови, ајде, да, и дека има голема моќ нели, на можности за пеење, но и верува дека неговата кариера ќе биде и дека и не само овде, туку и во Босна и Херцеговина бил некаде, нели, го спојувале со Тоше Проевски, со големиот Тоше Проевски. Сега до Ајдин. Ајде кратко само што е она најважното кое ви го кажа вашиот професор во однос на музиката, ајде на српски, ајде на што е оно најважнije кое вам ја рекао ваш професор у односу музике, односно како
kako je Janomori recimo došla? Koliko je bilo ono da treba da se proba sve to pa onda da se ispjeva? Prije jedno mjesec dana sam preslušao pjesmu Jana Mori i rekao sam nastavniku za nju i mi smo je navježbali i objavili. Nadam se da se vama to i svidjelo, nama jest. Така е, да. Ако не ни се допадна, ајден тогаш немаше ни да бидете вака, нели сега за прв пат онлайн, а може би зошто не и некогаш или ние кај вас на гости во Сребреник или вие овде во студиото на Телма во Скопје. Се надевам дека се разбравме или треба превоти на ова. Јасмин, ајден, ме разбравте што реков? Pa razumijem, da, naravno. Uvijek ste vrlo radi gosti u Srebreniku, znači kada god vas put navede, mi ćemo vas rado ugostiti. Srebrenik je prepoznatljiv po tome što rado ugosti svoje prijatelje, a naravno ja želim vjerovati negdje i sve se to negdje gore crta da će nas put nekada u budućnosti spojiti, da se skupa vidimo. Mi smo voljni doći u Makedoniju, voljni smo ugostiti vas, pa evo, neka sudbina učini svoje. Така е, да. Мислам дека и се разбравме дека нели не покануваат кога сакаме да појдеме во Сребреника, зошто не? Еве сега, нели да не биде вака јавно да си се поканиме, но зошто не ако патот не наведе, како вели Јасмин Брачнич, професорот на малиот но голем Ајдин не покани во Сребреник, па можеби и тамо да направиме една убава репортажа за овој млад човек кој што веројатно ќе ги полни стадионите или барем тоа е една од желбите на неговиот професор во она допишување кога се подготвувавме за ова интервју. Професорот Јасмин вели, јас посакувам, па и зошто не веќе ја гледам неговата регионална кариера. Јас додадов, може зошто не стадиони да полни. Каде ќе се све то догодити, Јасмин? Можете ли знати то? Pa teško je predvidjeti stvari, ja već sada vidim otprilike sliku Ajdina na, kako ste kazali, na stadionama ili velikim sportskim dvoranama. Ono što Ajdina još čeka jeste da mi moramo proći period mutacije, znači Ajdin sada ima 11 godina i to je faza negdje do 15. godine kada mi oprezno, naravno kroz pjevanje i kroz rad na vokalnoj tehnici moramo sačuvati njegovo grlo, ali mislim da tek posle 15. godine njegove glasnice će u potpunosti sazrijeti i mislim za nekih 10 godina maksimalno, mislim da je to maksimalno vrijeme, a možda i prije, Ajdin će zasigurno biti jedan od najpopularnijih, tako da kažem, mladih pjevača, mladih kvalitetnih vokala na području bivše Jugoslavije. Така е, да. Се надава професорот дека за околу 10 години остега, барам тоа е и желбата, нели, кога ќе се помине делот на мутации на гласот, секако да се видат сите тие работи, па тој очекува со целовој талент кој што го поседува Ајдин, познавајќи го, како што рековме претходно, од прво оделение, нели, како негов наставник по музика, мисли дека веќе ќе биде голема звезда или за почеток можеби мала како што е сега, но веќе ќе порасна на 22-3 години, па ќе доаѓаме сите заедно на неговите концерти. И сега не знам колку време имаме. Да, имаме доволно време. Предизвикот беше Јасмин, Ајдин и Кате одовде. Значи се спојуваат Македонија и Босна и Херцеговина, Сребреник и Скопје и заедно ќе ја пееме Јаномори. Јас немам многу да се обидувам заради тоа што она што Ајдин го прави е навистина прекрасно. Може ли, професоре, ви благодарам. Ајдин, посакувам навистина регионална кариера, а сега за почеток барем, а сега дали може професорот да му ги каже, а што му кажувавте додека пееше Ајдин? Што се советите додека свирите на пијано? Ovaj zadnji dio nisam razumio, prosti. Кој е оној савет кој сте му дали док сте снимали оној Јаномори? Šta ste mu rekli? Pa da Janomori je pjesma, ja je razumijem, znači u potpunosti, koja je jako vezana za makedonski narod i u biti opisao sam mu kompletnu priču oko nastanka te pjesme i poruku koju tekst šalje i pošto je Ajdin takav dječak koji pršti, ajde da kažem, od emocija, on je to u potpunosti razumio i u potpunosti je iznio onako kako to treba da bude. Јасмин, ćete i vi pjevati ovaj put?
Pa ja neću vam pjevati iz razloga što smo, danas smo svjesno uradili jednu stvar, znači nalazimo se u biblioteci naše škole, prostorija je jako zahtjevna za pjevanje i mislim da bi u ovakvom prostoru i puno ozbiljniji pjevači teško otpjevali i danas sam htio čisto da vidite kako će Aydin a cappella naravno skupa sa vama otpjevati pjesmu Jano Mori. I evo ja preporučujem da uživate. Super. Hvala puno. Jasmin, čao. Mislim дека ова го разбравме веќе. Сега јас и Ајдин, не е ова никаков предизвикатен, не може ни одблиску да го замени, но Ајдин и јас, Скопје и Сребреник на Телма. Повели. Jano mori, Jano lele, moja rosna, Jano mori, da te uilo. Moja rosna, Jano mori, da te uilo. Pominova, Jano mori, zaminuva. Ајдин, јас не знам дали се слушаме, Јасмин може да му пренесете заради ова онлайн вклучување нема да биде она како што го чувме убаво, но за почеток го чувме нели како извонредно пее, затоа следниот пат навистина ве поканувам овде во живо во Телма телевизија и ви благодарам за одвоеното време. Ајдин, бакнеш. Професора, само напред. Vidimo se, prijatno. Поздрав.